Добро утро, почитувани. 3 и повеќе децении не успеваме да создадеме јавна и ефикасна јавна администрација која ќе им испорачува квалитетна услуга на граѓаните. Дали причината за ова лежи во фактот што 10 години веќе не се почитува законот за општата управна постапка? На оваа тема ќе зборуваме со еден од креаторите на законот и експерт кога станува збор за јавната администрација и реформите кои никако да ги спроведеме, универзитетскиот професор Борче Давидковски. Професоре, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телно. Добро утро, добро ве најдов. Непосреден повод за да ја отвориме повторно оваа тема, иако темата е актуелна, како што реков, 3 кусур децении не успеваме некако да се справиме со јавната администрација, е обвинувањето од страна на опозицијата на адреса на вице-премиерот и министер за животна средина Изет Меджити за нешто што потпишувал, односно не потпишувал. Ке зборуваме во детали за тоа, но кога ја подготвував темата, сватив дека Законот за општата управна постапка е еден од основните правни акти што ја уредува работата на јавната администрација, а ние во Македонија 10 години не го спроведуваме. Па видите, Законот за општа управна постапка е еден од законите реформски, кој што целосно е фактички подарок од Европа, Сигма го работеше и тој модел закон беше донесен кај нас во Србија, во Црна Гора, Албанија и Хрватска. Ние тука малку го продолживме законот, едно 30 одредби додадовме со цел да бидеме разбрани во Македонија, бидејќи знаевме на кој ниво ние нашата јавна администрација, односно јавниот сектор, но тоа е една одлична алатка која што доколку се почитуваше и се почитува, тоа значи може во многу да допринесе за заштита на правата на граѓаните пред јавните органи. Да појасниме, само станува збор за закон што ја уредува работата на сите јавни органи, сите комплет, и на локално и на централно ниво. Комплет, дури и приватни организации кои што имаат јавни овластувања, кои даваат јавни услуги. Даваат јавни услуги и тие мора да ги почитуваат одредбите на Законот за општа управна постапка. Меѓутоа ние имаме обратен процес, во Македонија не го почитуваат тој закон ниту министерствата, ниту општините, ниту градоначалниците, ниту министрите. На највисоко ниво се прекршува законот. Имаме бројни примери за тоа. Во продолжение ќе зборуваме и за деталите. Што се основните начала на Законот за општата управна постапка? Сега за прв пат ние го ставаме центар на законот е граѓанинот. Од стариот југословенски закон од 56 година, потоа нашиот прв македонски закон од 2005 година, кој што беше наш шпинкант, исто како сојузниот закон, беше централна фигура беше органот, тој што решава и носи решение. Тоа беше основно и сега граѓанинот иде моли, поднесува барање или молба и некоја работа да му се заврши или органот му наредува нешто, да плати данок и така натака. Значи, сега со овој закон, сега веќе се смени целата композиција и сега во централна фигура е граѓанинот и заштита на правата и интересите на граѓаните пред јавните органи, пред сите органи. Но тоа е така на хартија и тоа е донесено во 2015-та. Во 2021 има некои една година имаше вакацио легис, 2016 стапи во сила. 2021 некои измени и дополнувања. Ситни измени, не е тоа нешто битно. Битно е што овој закон, кој што реков, основните начела, има неколку основни начела кои што ги задолжуваат органите на управата при решавањето на управната постапка како принцип на предвидливост, сервисна ориентација и така натака, да ги преземаат сите оние управни действија кои што се во интерес и на правата на граѓаните и нивната правна заштита. Значи, комплет органот е должен да работи само во интересот на странката и на брз и ефикасен начин да земе странката да си ги оствари своите права и обврски пред соодветниот јавен орган. Со оглед на тоа што законот ја опаѓа работата на сите државни органи, институции, дали неспроведувањето на законот, а вие велите од око се гледа, како експерт што го подготвува законот, забележувате дека ниту една институција речиси не го применува, може да биде извор на корупција? Па видите, законот за волја на вистината, ние имаме многу материјални закони кај што вели дека министерот потпишува решение, например законот за локална самоуправа кој што не е сменат од 2002 година, кај што вели градоначалникот ги потпишува конкретните акти или одобрение, например за градење и така, но имаше рок во година дена сите овие закони да се усогласат со законот за општа управна постапка. За жал,
барем да кажем 80-90% од законите не се усогласија со овој закон и сега имаме двојство. Имаме правен вакуум. Имаме двојно регулирање. Ово е двотретински закон, системски закон, значи се носи исто како уставот да менувате со 80 гласа. А од друга страна имате обични закони кај што му вели на градоначалник или на градоначалникот или на министерот за на пример одобрение некој или сертификат да подпише или договор за трансформација на земјоделско во градежно земјиште и така натака министерот да подпише. И они тоа не го менуваат. А овој закон, ако се почитува согласно начелото член 13 начело на делегирана надлежност кој што е операционализирано во член 24 како треба да биде, тогаш доколку се поставеше, тогаш веќе службените лица кои што ја водат управната постапка нема веќе да се кријат зад министерот. Што имаме сега? Имаме вие, например, се води решение, некој треба да го донесе министерот и сега од страна гледате изготвил, контролирал, одобрил и од другата страна министерот. Зошто? Тој што го изготвил, тој ќе си го подпише решението. Тоа во правилникот за систематизација они мораше да ги активираат правилниците и ако е големо министерство кој МВР за волја на вистината едино МВР се прилагоди веднаш кон одредбите на овој закон, да оној кој што ја води управната постапка, он ќе ја подпише негова одговорност. Вака одговорност поминува на министерот. И сега министерот не се кај да даде својата власт, условно речено, бидејќи он води политика. Он не може да биде оперативен орган. Секаде, он да ги подпишува сите акти, пропратни акти. Не знам, валјда мерак им е на нашиве избрани именувани функционери да подпишуваат се. И после кој ќе се смени власта, кој ги идат по судови, после не знаев. Па не знае. Ако го премине точно законот како што треба, немаше до ова ситуација да се најдеме како што се наоѓаме и сега. Надлежен, не бил надлежен, па за разни сертификати, разни одобренија, министерот одлучувал, па инспекторат действувал. Доколку во соодветното министерство, во правилникот за систематизација, тоа е опишано како што треба, кој ја води постапката, тој да си подпише. Вие стасавте до концептот што подразбира делегирана надлежност. Да. Еден од столбовите на овој закон за општата управна постапка е делегираната надлежност, односно овластувањето кое министерот или градоначалникот или првиот човек на некоја институција треба да го делегира на своите соработници од пониските ешалони, за тие сами да ја завршат поефикасно и побрзо работата од која зависат граѓаните. Фактички не зависи од тоа е сега новината, не зависи од волјата на министерот, он да делегира. Тоа зависи од законот вели. Секој орган кој што води управна постапка, ако е голем орган, ќе направи сектор за водење на управна постапка. Ако е помало одделение, ако е некоја единица локална самоуправа, рурално, еден референт во правилникот за организација и систематизација ќе си каже тие 10 луѓе водат управна постапка и подпишуваат решението. Тоа не е веќе делегирана. Друго е тоа е составување на тим што потоа ќе си ги работите согласно законот. Тој секој си има решение за својата работа кој ќе биде назначен, ќе добие решение дека води управна постапка и одговорноста ќе биде сосема негова, а не на министерот кој што има мерак да ги подпишува актите. Добро, од она што досега го слушнавме, имаме неусогласеност на низа пониски закони, бидејќи ова е двотретински со двотретинскиот закон за општа управна постапка, врз основа на кој министрите можат да се вадат на некој начин, да се правдаат зошто не го спроведуваат и да потоа велите се чудат кога ќе бидат обвинети, кога ќе се смени власта, меѓутоа не се работи всушност за незнаење, се работи за несакање да ја дадат правото на моќ. Веројатно подписот е многу важен. Па моќте, знаете, моќте е во подписот. Мојката е во подписот, оној кој што ќе добие одобрение за градење, сигурно градоначалникот сака да го подпише и да му го даде. И сега ако е некој голем инвеститор и така натака, сигурно нема да помине со виски и кафе и бомбонјера и така натака. Тука е моќта на носителите на власта. Наместо они да се грижат за политиката да ја водат, они влегуваат во решавање на конкретни правни управни ситуации кои што воопшто нема потреба, а законот токму тоа инсистира.
контролира. Во сите органи точно да се знае кој што ја води управната постапка. Али Вие спомнавте дозвола за градби, на пример, станува збор за голем број услуги на кои се испорачуваат до граѓаните, кои се многу важни и кои всушност може да бидат извор на корупција поради таа концентрација на моќта што ја сакаат градоначалниците, министрите и сите раководители, тендери, јавни набавки. Делегирање на дозволи и лиценци, поделба на субвенции кога станува збор за пренамена на земјиште, вработување во јавна администрација. На крајот вработувањето во јавната крајниот збор го има раководителот на институцијата или министерот. Не мора, зашто он да последното интервју министерот да го прави. Иако законот кажува раководителот, таму може и генерален секретар или зашто он да нема лице комисија, на пример кадровска комисија, кој што по спроведеното тестирање, по извршеното интервју да каже овој ќе биде примен и министерот само реши и тој што председателот на комисија ќе потпише решението и едноставно ќе биде примен. Зошто да биде све од министерот да одлучи? Значи не се работи за незнаење, дека градоначалниците не биле свесни, туку несакање заради концентрација на политичката моќ, односно заради така е. На пример, за оваа работа за волја на вистината, она комисија за антикорупцијска не пред оваа, пред таа што беше, имаше едно истражување у ОПСЕ за дискрециони овластувања што ги имаат министрите. Донесовме одредени препораки и владата во 2018, мислам април-мај, донесе заклучок, има заклучок на влада, со кој што се задолжија сите министерства да се усогласат согласно член 24 од Законот за општата управна постапка, односно да определат точно лица кој што ја води постапката и кој што ги подпишува. Има и заклучок на владата од 2018 година, но тоа е. Има многу работи во Македонија кои се на хартија ставени, а не се применуваат. И сега имаме ситуација во која опозицијскиот СДСМ го обвинува вице-премиерот и министер за животна средина Изет Меджити дека незаконски ги заобиколувал институционалните процедури и лично подпишувал документи без законска основа. Државниот управен инспекторат имено, значи имаме и контролен орган, на 17 јануари годинава донел решение со кое му ги одзема ингеренциите на Меджити во делот на подпишување на административни документи. Одговорот на Меджити беше дека станува збор за редовна контрола од страна на Државниот управен инспекторат и дека опомената се однесува на воспоставена пракса, а не на ингеренции. Така вели во одбраната и премиерот Мицковски, кој вели дека СДСМ како беше одговорот на СДСМ верува дека сите кои што постапуваат, сите институции постапуваат како во времето на кога беше на власт СДСМ и дека тие уствари всушност прават проекција на сопствените практики врз други. Меѓутоа факт е дека станува збор за поставена пракса, бидејќи ние освен овој случај со Меджити за кој барам мислење од вас, значи тука доколку претходниот министер за екологија за животна средина ја делегирал својата надлежност. Не ја делегирал, туку постапил по законот. Има определено лице кој што ќе подпишува. Доколку тоа е било средено, Меджити сигурно не може, има службеник кој што ја води постапка. Меджити наследил нешто кој што од претходните онда концентрација. Па не знам кој бил, значи проблемот е праксата треба да се промени. Праксата, односно, тоа значи усогласување на сите материјални закони, за сите министерства, они работат по посебни закони, како што нешто МВР го направи, што се усогласи, така и овие други министерства да земат, да се ги сменат правилниците и да на крајот на краиштата, впрочем и правилникот за организација и систематизација, старешината, министрот го носи, го подпишува. Така што тој треба да инсистира да каже ова е посебно оделение, овие водат управна постапка, овие ќе подпишуваат. Нема ја што да подпишува. И кога ќе се случи вака случај како Изет Меджити, се отвора секогаш прашањето, се води јавна дебата за транспарентноста и за интегритетот на владините функционери. Меѓутоа јас ќе ве потсетам дека станува збор за воспоставена пракса, дека ова не е ништо ново, како што велите, Меджити наследил нешто што го применува и тој. Имаше во тогашната опозиција, сегашна актуелна владеачка гарнитура, ја прозиваше тогашната министерка за труд и социјала Мила Царовска, исто така за незаконско обезбедување, незаконски избор на фирми што ќе обезбедат социјални услуги. Ќе ве потсетам на обвинувањата и прозивките на тогашниот градоначалник на општина Центар Андреј Жерновски
за некои дозволи за градба, именување на детални урбанистички планови или доделувањето субвенции од страна на министерот за земјоделство. Имаше низа вакви случаи. Повторувам, значи од 2016 кога стапи законот во сила, ако впрочем и владата на СДС во тоа време негдека почетокот на 2018 година има заклучок дека требаше сите да се прилагодат. Но сега лесно е да се напаѓа, али нормално е сега барем се очекува од овие новиве, барем тие ако веќе сакаат некои конкретни и вистински реформи да прават, да земат барем да ги усогласат овие законски законот со општа управна постапка со нивните материјални закони, точно веќе да се лоцираат личности, службените лица кои што ќе водат управната постапка. Законот има и казнени одредби. Дали тие не може да се применуваат поради оваа неусогласеност со пониските правни акти или пак едноставно не се применуваат? Не се применуваат, повторувам, еве на пример законот за локална самоуправа од 22 од 2002, а овој закон е од 2016. Значи има многу закон за градење и така на кои што воопшто не, каде што вели тамо министерот подпишува. Сега тамо е точно навлед, но ако овие се усогласиле со овој закон двотретински, едноставно ќе се знаеш. Ама нити се врши усогласување, а може да иде прекорачување на овластувањето, на пример казнените одредби, доколку он веднаш ќе се вади. Да, ама материјалниот закон вели дека јас треба да подпишувам и со тоа се завршува постапката. Сепак треба да има бона фиде, добра волја од носителот од раководното лице, дали е министер, дали е директор, добра волја, ако се помене паметни, све би дал на друг да подпишува, утре да си останам чист. Нити да ме боли глава за јавни набавки, за вработувања и тендери и така натака и така натака. Се оној кој што ја врши работата, тој да се лоцира точно одговорноста. Вака службениците се покриени со подписот на министерот и никој по тоа не одговарат. Гледате ке нас, пракса стана, кога ќе се смени власта, тие поранешни што биле министри по судови да идат, ги судат на така. Али зошто? Зашто концентрацијата сакаат да си ја задржат. Многу меракли да одлучуваат да подпишуваат. Па не само министрите и градоначалниците. Ама тоа комплет сите носители, што реков, сите носители на власт, дали на централно и локално ниво, тоа е. Ама тогаш стасуваме до свеста, до политичката култура, нивото на политичка свест. Тоа е најбитно кај нас, политичката култура, затоа што кај нас, за жал, во овие 30 кусур години, како аплицираме некоја демократија, оној дел од демократијата, одговорноста не заживеа. Ни еден министер кај нас за неквалитетно вршење, ако не зборувам за ако направил кривично дело или историја и така натака, тогаш класична кривична одговорност. Зборувам за неквалитетно вршење на работа. За дисциплинска одговорност. Министерот одговара тројно. Одговара за состојбата во својот ресор. Второ, одговара како член на влада за носење одлуки како колективен одговор и трето за овие се така наречени објективни одговорности, зашто не е он, например, за полиција сега имаме сообраќајки, не е он виновен, не е сообраќаец. И трето, одговара лично за своите потези, своите активности што ги преземал како министер. Секаде во светот, кај нас оваа тројна одговорност ја нема никаде. Се смени власта, министерот си оди и евентуално ако има некој вака злоупотреби, поголеми финансиски злоупотреби, тогаш инаку си останува све постаро. Наспроти обвинувањата и затмеџити на партиски настан најавува вработување во јавната администрација. Тоа е противзаконито и мислам дека се видите, тоа од партиски митинзи оно да се прави фама и така натака. Фактички, ако он кажува со контингенти ќе вработуваме, кој што се вработуваше на време, знаете, по 1500 луѓе се вработува од една национална провиниенција и така натака, без да поминат оние филтри согласно законот за администрација, кај што треба 3-4 испити да полагаат, да бидат тестирани, па интервју да се прави. Мимо тоа, со контингенти се прима. Сега, ако тоа се преземе повторно, тогаш веќе е класична злоупотреба на службена должност и така натака. Али на митинзи вие гледате што не се ветува дека идеме на месечина и така натака. Не, прашањето беше во контекст на тоа дека еве по 10 месеци нова влада, дали оваквите најави и генерално политиките што се креирани досега
најавуваат, навестуваат некоја посериозна реформа на јавната администрација, нешто што не ни успева да го направиме. Па јас мислам дека веќе помина оноа што се вели медениот месец, веќе конкретни чекори треба да се направи. Некои ресори гледам, еве се подготвуваат некои прописи за мојот сектор, збора мислам што е предмет на наблюдување. Ево Министерството за јавна администрација 4-5 закона ги спремаат, беа на НРС ќе пуштат. Гледам Правда исто така презема, гледам овие други што се за патиштава, за урбанизам и така натака, а некои министерства воопшто нема ни најава. Најава дека ево образование, гледам голема активност, има основно, средно, високо образование, но мора прво нормативно да се среди и да се има желба сигурно тоа, зашто ми имаме добри закони. Добар закон ако имаме вистинска имплементација, тоа и бенефит да биде за граѓаните. Тоа е реформата. Бенефит за граѓаните, не дали ќе идеме во Европа. Добро, медениот месец заврши, некои министерства, некои институции покажуваат прават обиди. Генерално впечатокот ќе можеме сами, ќе направиме нешто во наредните 4 години или ќе треба Илон Маск со пилата да дојде? Па јас мислам дека ако се сака да се задржи власт и ако се сака да се отвори она што е ветено, мислам дека би требало тука веќе и премиерот треба веќе што е он главен менаџер на целокупната извршна власт на јавниот сектор, тој веќе да презема мерки и насоки као сообраќајец да каже овој ресор стагнира, овој ресор е добар и така натака, може и некоја реконструкција да се направи и така натака, бидејќи знаете, луѓе ќе добие власт па се заборава. Кога зборуваме за реформи на јавна администрација, со години се заговара отпуштање на голем број вработени. И до кое ниво стасавме? Дали имаме преголема вработување, преголем број јавни службеници? Секогаш се зборува и за бројот, не само за квалитетот. Кој би бил најдобриот концепт што е применлив во вакви услови? Кај нас бројот најдобар е словенечкиот концепт, ја ностоп го повторувам, ама за жал словенците опозиција и позиција се договорија 5 години никого да не приваат во јавна администрација, природниот одлив оние кои што идат во пензија, тие да не се пополнуваат, тоа се битните работни места и они дојдоа до една бројка која што еве 20 години им стои. Ние вие знаете како кај нас сега на пример 134.000 има вработени, има обично околу 20 до 30.000 договор за дело од локално ниво и локални предпријатија и на централно ниво. Сега тие ги испуштат, не им ги продолжуваат, се од оваа политичка провиненција што победи, исто договор за дело ги става. Тоа е една темна бројка која што веќе прави 150.000 јавни се. И кој ќе ги земете јавните предпријатија и овие што се АД во државна собственост, значи веќе имаме огромна бројка која што на 700.000 вработени, ако имате вие 200.000 кои што фактички не придонесуваат, не прават додатна вредност, туку трошат, тогаш веќе еве и бројката од 750 милиона евра колку што кошта само алиментација на платите ново е многу голема во поглед еве на 5 милиарди буџет колку што ќе биде. Тоа не може ни една држава да опстане, да се разбере. И затоа може да се помале платите, ама сигурни се платите. Тоа треба да се разбие. Значи, инаку трансферот она кој што има да се порано имаше нели обиди од јавен во приватен сектор и така натака, тоа тие влегуваат таму за да не работат. Тие што биле лепачи на плакати и понатака тоа нема да. Кој ќе гласа се поставува. Па тоа е проблемот. Еве сега ми нонстоп се пак имаме избори, па после тоа може некој вонредни и така натака, цело време сме во избори и цело време таа администрација треба да се подпешува, што би се рекло, да се чува, да се дава помалку, со лажиче, не многу, ама да бидат лојални. Професор Дритковски, благодарам за гостувањето, за жал времето истече, иако е темата многу интересна. Благодарам за поканата.